Добри ден во студио за моите гости, Замир Мехмети, активистите Мехмети и Рена Стериовска. Вие утрово бевте повикани на информативен разговор во полициската станица Беко. Со кое образложение може со Замир да почнеме? Па не е јасно образложението. Тие вчера која доставиле поканата дома кај мене. Што пишуваше? Не пишуваше ништо во поканата, само дека треба да се пријавам во полиција, ништо друго. Добро. Значи дека прекршочна ми е поднесена и дека треба да се пријавам во полиција. И во консултација со мојот адвокат решивме он да оди денеска, му дадов полномошно за он денеска да оди да види таму, од проста причина што да види прво за што се работи, ја не знам за што ме барат. И после појавувањето на мојот адвокат сватив дека не ме теретат по истиот закон, односно прекршување на член 17, што ги теретат и професорот Калајджиев, Најчевска и Пировска, Стериовска и Ана Кркули, нашата другарка и соборка. Добро. Еднакво и вие добивте? Да, повик за ден порано. Значи, поканата ја прими мајка ми, си пишуваше по член 17 дека е нели повикот. Врз база на тој член го овласти. Што вели член 17? Тоа е за закон за јавна чистота и е како забрането пишување графити или недозволено рекламирање на јавни простори. Така нешто сега. Добро, ако нешто сме направиле, сме рекламирале слобода сигурно. Така што. Да. И вас ве представуваше адвокат во полиција? Да. Истиот адвокат го имате? Истиот, да. Кој што вчера нели имаше изјава Звонко Давидович. Да, Давидович. За него. Да. Односно неговата канцеларија. Да. Тоа што се случило таму е они имале докази кои што не смееле да ги употребат, условно кажано. Што е преседан. Дали сум била под ПИМ мерки или не, сепак сликање од неуниформирано лице без моја дозвола не спаѓа под тие ПИМ мерки и не би смееле да го приложат тоа како доказ. Фотографии каде што сте вие сликани? Како доказ се понудени фотографии. Видеоматеријали дали има? Не, мислам дека нема фотографии до сега. Што има на тие фотографии? Не знам, јас не ги видов, претпоставувам и мојот адвокат не ги видел, меѓутоа му било кажано. А само му било кажано, не му се покажани најголемиот проблем или забуна се прави овде. Нас не легитимирале униформирани полицајци. И од тука натаму нема завршува приказната. Значи со нас е постапено на најнепрофесионален начин, доближени се полицајци кои не се не ни покажале дека се полицајци, без никаков налог апсолутно, дошле се доближиле до нас и не сликале. И тоа се обиделе да го утредете на адвокатот да го представат како некаков доказ. Крунски доказ. Тоа апсолутно и изјавата на адвокатот оди во таа полза, доколку они мислат дека тоа се докази, може да ги користат против нас, ние апсолутно имаме право да покренеме кривична пријава против Митко Чавков, министерот, затоа што на неовластен начин тоа е прекршување на работата. Не снимал без никакво овластување. Ние не сме ни под примерки ни под ништо. Во случај на сега доколку правно би било све легитимно, нас би требало да не легитимира некој кој што е униформиран, да знаеме, да ни се представи и така и тој, бидејќи би бил на работна задача, би можел и да образложи, тој да биде сведок дека таа конкретна слика се случила на тоа, би имало записник и од таа страна. И сега бидејќи тие работи, процедури се прескокнале најверојатно и дошло до некаков чуден продукт од тие некакви слики кои што нас не ни се покажуваат, адвокатот излезе без практично немаат случај. И еден нов детај морам да кажам овде, значи не постои во законот рамка против фрлање бој. Че тоа не постои. Но постои пишување графити, како што реков на член 17. Но ние не сме пишувале графити. Така да од тука натака не знам која би била логиката да воопшто да бидете гонети. Да бидеме гонети. Да. Која е вашата улога во шарената револуција? Улогата е во шарената револуција како секој слободоумен граѓанин на Република Македонија кој се бори за слобода и кој се бори за
функционирање на правниот систем во Македонија и така натаму. Значи, улогата во шарената револуција, никој од нас нема посебна улога. Улогата е иста, ние имаме една идеја, се поддржуваме кон таа идеја и се бориме до крај до таа идеја. Нас не заплашуваат нити повици во полиција, нити следење, нити не знам упатување на провокатори, нити некој дека ќе не нападне. Ние знаеме, имаме цел. Ние нити сме политичка партија, нити ништо. Ние се бориме чисто за слобода. Тоа ни е нашата прва цел. Од тука натаму улогата во шарената револуција, не само моја, туку и на сите други, е една и единствена. Отпор и само отпор. Да. Добро. Скокате ли врз програмата на ДПМН и дали сте секта? Го цитирам дел од интервјуто на премиерот, поранешниот премиер. Видете, тоа е за мене, не знам, мислам, секој здраворазумски човек, како да ви кажам, мислам, тоа ако поранешен премиер кој што, нели, кажува дека неправедно е симнат од тој трон негов, ако може, не знам, 60, 70, 80 дена подоцна да каже таква изјава, ние стварно треба да се размислиме со што сме се носеле и како тоа магично било криено или лудилото си го гледал до одреден Добро, може би станува збор за шега. Не мислам дека станува збор за шега, бидејќи тогаш повлекува шега да се мрачните сили, да се ова не е прв условно испад на нашиот бивш премиер. Реално колку бродот негов повеќе тоне и тоа е очите и се гледа, толку се покажува дека пиарот кој што сепак сме мислеле дека јак не е толку јак. Јас сепак малце поразлично од Ирена го доживувам тоа, значи јас бидејќи протестите почнуваат во 18 часот секој ден, во 17 часот повикувам тим еден и почнуваме да скокаме. Цело време врз програмата, така се полниме за да имаме повеќе енергија. Значи сепак тоа го практикувате. Да, сепак го практикуваме тоа. Ама може да го практикуваме така ритуално сега. Мисламе, тука се согласувам, неверојатно е после 60 дена кога не сте премиер да се бавите со такви работи. Проблемот е што наместо да бидат гонети вистинските криминалци, носителите на главните функции во Македонија, наместо да се овозможи истрага, наместо да се повлече аболицијата, наместо Груевски, ако ништо друго, 50% од интервјуто да го потроши за аболицијата, он дава вакви смешни изјави или интервјуа кои се повредување на интелигенцијата на луѓето. Ме разбирате, значи до каде оди таа перверзија. Шарената револуција е процес кој нема да застане, они тоа го гледаат. Значи веќе сме на 34-тиот ден, не ме фаќате за збор 33-34 ден од протестите. Најакото од све е што за прв пат во протести во Скопје гледаме луѓе кои досега не биле никогаш политички обоени, односно кои што го состинуваат мејнстримот на градот, се и култни личности, се јавни личности кои секој ден се охрабруваат, макар со цена да загубат и од нивните бизниси кои ги имаат и така натаму. Тоа е неверојатно будење. Може да не изгледа мало на почеток, но е голем чекор кон едно вистинско будење. Добро. Сакавте нешто да додадете? Во петок има најава за повторно некаков протест, но во предполициската станица Бејко, еден вид забава, така наречена забава, каде е поканет и министерот Чавков. Да, меѓутоа тоа не е официјално од протестирани од шарената револуција. Добро. Тоа е сепак ивент на некои креативни луѓе кои искрено јас се запознав со ивентот пред, не знам, 2 сати и баш беше прашање кој го повика тоа, кој го организира. Така што, не знам, сега ќе видиме, може би да искомуницираме, да се приклучиме, меѓутоа мислам дека имаме некој друг план ние за петок, така што. Добро. А може би ќе се, значи, работите генерално се во ОД се решаваат, така да сега баш не знам. Добро, голем број на аналитичари, експерти, интелектуалци, дели од политичкиот естаблишмент, елитите, но говорам за опозицијскиот блок, сметаат дека време е веќе да се радикализираат протестите. Некои сметаат дека вакви црни сценарија нам не ни се потребни, апсолутно не е потребно леење на крв по улиците. Други пак сметаат дека без багери
во символичка или може би и буквална смисла не се добива слобода, односно тоа не е револуција. Шарена револуција не може да подразбира само шаренило и боење и цвеќења, туку треба конкретни, сериозни чекори. Има многу различни ставови околу тоа на луѓе и тоа е здраво за целата дебата што се одвива. Да, значи шарената револуција се појави како нов производ, нешто ново во македонското општество, а гледам дека е толку популарна последно време, каде што и европските медиуми даваат еден огромен простор на шаренилото. Но премногу изгледа хипи. Добро. Премногу изгледа како хипи револуција. И заради тоа ве прашувам, сметате ли дека треба да се радикализирате или да продолжите мирно да марширате? Значи, не знам колку е благодарно да предвидувам сега, но ништо не можам да исклучам, затоа што во еден момент ние ќе треба да се соочиме со главниот проблем. Или тие ќе престанат, пошто не верувам дека дали ќе отстапат? Дали ќе можат они да толерираат уште 2 месеци, 3, 4, 5 некој да шара, да прави, да фрла, или тие ќе преземат радикални мерки, или ние ќе преземеме радикални мерки, ако сега под радикални мерки секој може да изгледа како частење спинови, секој знаеме какви медиуми има, може да, но јас можам да кажам дека радикални мерки се и блокирање улици, узурпација на, не знам, на места, на простори, и така натаму. Тоа е само како општествено што ми доаѓа во глава. Значи, во моментот шарената револуција има тим кои се состанува секоја вечер и носат одлуки врз база на тоа што до каде резултатите се стигнати. Доколку се одлучи, ќе се одлучи на широка координација и од тука натаму самиот процес ќе покаже што ќе се случува. Апсолутно. Јас, ако лично веќе ме прашуваш, не мислам дека Груевски ќе си поднесе оставка само, мислам владата на Груевски ќе си оди бидејќи он е во оставка и апсолутно никоја логика не гледам дека би се вратил уште еднаш како премиер. Така да ќе видиме, да видиме што ќе се случува. Значи оставате на времето. Стериевска? Генерално се поентата на револуциите и нивното дефинирање. Имам неколку научни студии кои што тврдат, например, дека ненасилните револуции траат максимум до 2 години, додека насилните револуции, ако не завршат доволно брзо, траат од 3 до 5 години. И сега тоа е една поинаква перспектива, тоа се е направено врз база на дадени информации. Така што јас сметам дека, ако ми прашувате лично, сметам дека треба да стануваме понемирни, не насилни. Бидејќи насилството сметам дека може да му одговара само на оној чија што желба е во моментов да се генерира хаос. И од хаосот преговарачката позиција знае да биде и многу поинаква. И сега кога јас мислам дека ова е неговиот слободен пат, условно кажано, се не дека нема да има изблици на последни сили, нешто, значи сигурно. Меѓутоа неминовно дека нештото кога ќе почне да паѓа едноставно мора некогаш да тресне доле. И сега јас мислам дека ние ги трчаме тие последни 100-200 метри од маратонот и мислам дека треба да го издржиме ова, бидејќи притисокот кој што го прави шарената револуција воопшто не е за занемарување. Јас мислам дека шарената револуција има рейтинг повеќе од сите мали партии заедно. Така што она што го прави шарената револуција е прилично освестување, обележување на кваровите, чворовите во системот, кои што инаку ако би ја манифестирале, ако би го манифестирале гневот инаку, мислам дека би биле можеби изложени на многу погрешни читања, условно кажано, од разноразните од медиуми до луѓе што може треба да не поддржат. Значи нас ни треба секој човек плюс, зашто секој еден разбуден плюс е победа за нас, а пораз за диктатурата. И затоа сметам дека никој нема дете за гинење од тие што доаѓаат, никој нема другар за да го жртвува. Јас сметам дека одењето на протест за да загинеш е диагноза. Значи, не мислам дека е нормално нешто. Сметам дека сите сме доволно паметни и интелигентни да смислиме како паметно да го турнеме.
Бидејќи сега сме прилично стигнати до кај што не мислевме дека можеме да стигнеме и мислам дека треба да го издржиме оваа немирност, а не насилност. Има уште еден детаљ што би бил интересен да го кажам, како активист што подолго време протестирам, ги имам осетено неколку различити емоции во тие протести. Можам да кажам дека за прв пат вака најотворено гледам дека многу повише полицајци се на страната на шарената револуција и тоа е за поздравување. Значи до сега секој наш обид активистички, човечки, граѓански бил спречуван одма. Ние денеска е неблагодарно, затоа нема да спомнувам имења, не ни ги знам, но многу полицајци нас не поддржуваат. Значи не поддржуваат во тоа што го правиме. Значи ние бараме простор од нив, они ни се тргаат. Значи до таму е дојдено. Јас Добро, веројатно можеби таква наредба е дадена. Не верувам затоа што во истите тие има и затоа што во истата група има и други што не постапуваат така. Не може две различити намери да бидат така. Значи една е наредбата и тука веќе доаѓа до слободоумноста на самиот човек. Како он го доживува ова? Значи ние дискутираме, ја дискутирам со нив, ги прашувам како е чувството да се застане против ненасилни девојки убави и да бидете поготово првите денови кога ни правеа барикади. Значи ја мислам дека тоа е за поздравување и мислам дека еден режим му се гледа крајот кога полека луѓето или послушниците почнуваат да покажуваат непослушност и кога интелектуалците кои можеби биле на другата страна го креват да се будат. А такви случаеви имаме многу. Да не ги спомнуваме со имиња, има многу луѓе кои не кажаа со години ниту еден збор, па сега одеднаш го кажуваат тоа. Јас не сум од луѓето што треба да ги исклучуваме, што мислат дека сега треба да се или треба покажуваме со прст кон нив, кај бевте до сега и така натаму. Тоа што го кажа Ирена, го мислам и јас. Нема нивни и бивши, сите сме секој што ќе дојде да не поддржи во идејата е добро, дојде ни треба широко да му се отворат вратите. Она што е куриозитет, на пример, еве во два случаи, прво и мене кога ме легитимира полицајци во цивил. Каде ве? Пред зграда кај мене, јас живеам во центар. Значи пред Дестан. Си одев од протест, да. Си одев од протест пред Дестан, пред Триумфална порта, ме легитимира. На крај полицајците завршија со извинување. Тројца полицајци беа и сите три збореа различно. Да? Значи со извинување, извинете, знаете, и нас не притискаат од што сега јас и нив им објаснив, нели, дека очекувам апсолутна човечност од нив и да ја рационализираат ситуацијата, да не се робови на системот. Да знаат таму некаде човечки да пресудат која информација, без разлика они дали се пратени на задача или не, која информација да проценат они како од име на единка, од име на човек. Не од име на, не знам, командир, не од име... Зашто такви се времињата сега. Сега може да ми кажуваат они, не, ние сме ја бранеле државата 20 години, ама сега треба да се одбрани вистински. Тука е разликата. Че еден од полицајците мене во разговор со мене, пошто сите тројца различити, зборевме со тројца различни, ми рече дека неверојатно му е непријатно што го носат да доаѓа на протести во цивилка. Не можам да го издржам веќе притисокот. Еве, добро, јас му реков што ви викаат? Можеш ли како те праќаат? Баш ме ништо ми викаат дека само треба да дојдам и да дадам 5-6 имиња на протестанти кои што се поблиски или кои што се така повише ги познаваат, поактивни. Само тоа ни е задачата. Од тука натаму немаме ништо. Значи, замислете до каде оди злоупотребата на они И друго нешто не ми е јасно мене од позиција на полицајци. Нели гледаат, еве на пример тоа што се деси пред 20 дена, ми се чини пред МРТВ кога протестиравме, значи имаше исто така, фативме на камера, имаше нели полицајци. Да, не полицајец еден кој што го фатија на дело дека е полицаец. Да. Он се вадеше нешто, снимам, продавам, генерално е тој човекот после тоа. Да се види дека е во ЕБР работа. Сега, мене не ми е јасно. Другите негови колеги нели гледаат како ги горат луѓето? Значи тоа е горење, можеше толпата да го згази тука. Ама предпоставувам дека тука се прави таа паралелна ке леташ од работа. Сакам да кажам не мора да значи се ние сме прилично мирни и меѓутоа не можеш да го пратиш човекот во толпа
во која што има многу луѓе со гнев насочено и кон него, и кон неговите наредбодавци. Според играат на картата дека се ова ненасилни и мирни протести. Значи, они сигурни се дека не би можело да дојде Да, до инцидент. да, точно. Па и да дојде, тој е полицаец. Да, точно, ама сега, да, меѓутоа, Тоа му е пак е човек во таква толпа. Јас не мислам дека Полицајците не се обични граѓани. Не, се воре, добро има обучени тука еден проблем. и они Полицаецот, апсолутно. ако веќе ме снима, треба да ми даде легитимација поред, дека ме поред, снима. поред. Значи, од кај знам јас како ме снима? Може би бурно да изреагирам, може да го нападнам, може да го удрам. Он треба прво да дојде и да ми покаже дека е полицаец, после тоа јас ќе го прифатам. Да, тоа беше и аргумент Они не го прават тоа. на адвокатите Они не го кои го прават тоа, прават. они доаѓаат и те снимаат. Од кај знам јас кој ме снима? Така? да. Значи, Не само тоа, значи човекот го имаше со лицето, има мајка и татко. Се како се вадеше така ме разбирате како си горат работите, си ги горат луѓето и овие домовци. Мислам, сите си ги изгореа луѓето. Им даваат наредби, они извршуваат и луѓето едноставно го губат кредибилитетот, презимето не им вреди. И сега таму некаде следниот што ќе треба да послуша наредба, јас не знам од која позиција ја слушам наредбата. Тоа беше како вејтер од да го поставам, не дека нешто очекувам. Добро, јас ви благодарам што бевте гости Ирена Стериовска, Замер Мехмети.